Лупчо Палевски Палчо тврди дека бил во банка од 10 до 12 часот на 27 ноември 2023 година, а тоа е по киднапирањето и убиството на Вања Ѓорчевска. Таму разговарал со пензиониран професор со име Мартин Панчевски, кој беше предложен како сведок на одбраната. Судот пратил покана да дојде и да даде исказ, но добиле повратен одговор дека такво лице на таа адреса не постои. Судот ќе ја бара снимката од банката во која Палчо тврди дека бил да изврши уплата. Па не би ја барале ние таа снимка ако не направи разлика. Значи, едно е кога е извршена уплатата, а друго е дали претходно Палевски бил внатре и чекал ред заедно со посочениот сведок. Тоа сакаме да го докажеме дека Палевски претходно бил и чекал некаде поише од 20 на минути или 40, не знам са точно да ви потврдам, меѓутоа снимките тоа ќе го утврдат дека Палевски бил таму. И како што кажав, не може на две места да биде во исто време. Во домот на Боре Видевски биле пронајдени куршуми од 9 мм за пиштол, ловџиска пушка и патрони, но не и пиштолот за кој имал дозвола. Полицијата веднаш му ги земала и отпочнале постапка за одземање на дозволата за оружјето. Ова го тврдеше полициски службеник од СВР Велес, кој сведочеше на предлог на Палевски. Според него, сопругата на Видевски ги предала на 4 декември 2023 година, а Палевски пак тврдеше дека оружјето не било внесено во записникот 9 дена подоцна, кога сите докази велешката полиција ги предала на СВР Скопје. Предметите не, а документацијата да, ги предадовме на колегите од СВР Скопје. Тие се предмети за управна постапка за трајно одземање на оружје и тие се предадени во магазин на СВР Велес на чување. Исто и дозволите за оружје се предадени во магазинот на чување. Судот не прифати да се бараат податоци од СВР Велес за дозволите за оружје како што сакаше Палевски, бидејќи тие докази веќе биле обезбедени. Одбраната бараше и преку базни станици да се утврди каде се наоѓал Палевски за време на убиствата преку неговиот телефон, зашто обвинителството кажа дека доказите за бројот кој бил на име на неговата сопруга веќе биле презентирани. Но прво обвинетиот тврди дека цедињата што ги приложи обвинителството биле фалсификувани и бришени. Судот не ги смета за доволно релевантни таквите докази, бидејќи како што рече судијата, не значи дека сопственикот на телефонот е на истото место со уредот. Доколку до следното рочиште повторно не биде пронајден пензионираниот професор со кој Палевски тврди дека разговарал во банка, судскиот процес за киднапирањата и убиствата на малолетната Вања и пензионерот Панче ќе продолжи со изведување докази на Палевски, а потоа и искази на обвинетите. Жртвите беа пријавени за исчезнати на 24 и 27 ноември, а пронајдени мртви во близина на Скопје и Велес на 3 декември 2023 година. За случајот обвинете се Лупчо Палевски, Боре Видевски, Велибор Манев и Владко Кешишев, како и таткото на девојчето Александар Ѓорчевски.